Созиданите 350.000 евра кои се пронајдоа кај апелацијски судија не се само скандал, порача министерот за правда Игор Филков за последниот случај од правосудството кој ја разбранува јавноста, а кој оцени дека дополнително ја нарушува веќе нарушената доверба во судството. Механизмот против овие појави лежи во законите од реформската агенда, чие носење се одложи во неколку наврати, односно 13 закони се донесе само оној за судскиот совет. Причината за тоа Филков ја гледа во локалните избори, верува дека новиот јунскиот рок ќе биде испочитуван, а вели веќе голем дел од нив се во владина процедура. Случајот со апелациониот судија, кај кого беа пронајдени 350.000 евра, скриени и задзидани во зид, не е само скандал. Тоа е символ на длабока системска слабост, символ на култура на неказнивост, молк и меѓусебна заштита што предолго ја разјадува довербата во правосудниот систем. Нема застој, туку има реално поместување на роковите, затоа што во ек на избори вие не можете да носите закони. Така да поместени се приоритетите, роковите се до јуни 2026, зашто сме влезени во грејс период. До тогаш сите закони ќе бидат донесени. Филков надополни дека подобра доверба нема ниту обвинителството, кое во анкетите исто така е перцепирано дека се дави во корупција. Ваквите состојби во правосудниот систем ги припишува и на сериозниот недостаток на кадар, кој го покажал спроведениот надзор во сите судови во земјата, а најзагрижувачки е вели тоа што недостасуваат судски обвинителски служби, кадар без кој вели нема ефикасно правосудство. Наводите, меѓу другото, јасно укажаа на сериозен недостаток на кадар. Пополнетоста на судските места изнесува околу 67%, додека пополнетоста на судската служба е само 36%. Овие бројки не се апстрактни статистики. Тие значат одложени рочишта, натрупани предмети, преоптоварени судови и сериозен ризик за повреда на фер судење. Како одговор на оваа состојба, Министерството за правда вчера достави до Министерството за финансии известување, со кое укажуваме дека се неопходни итни вработување во судската и јавно обвинителска служба. Што се однесува до новиот кривичен законник, Филков вели дека ќе биде за брзо време готов, бидејќи се работело на усогласување на 4 директиви на Европската унија и очекувањата му се дека и тој до месец јуни ќе биде донесен.